Влез во Европската Унија, повисок животен стандард, стабилна економија, инвестиции, безбедна држава. Да имавме избори секоја година и да се исполнуваше она што го ветуваат СДСМ, можеби Македонија ќе наликуваше на Луксембург или Швајцарија. Старите ветувања не ги исполнија, иако имаа 7 години за тоа. Коалицијата предводена од СДСМ ја представи програмата за европска иднина. Димитар Ковачевски убеден дека ќе победи со веќе слушната реторика, вети брда и долини. Знаеме дека со напорна работа нема недостижна цел. И ние нема да се откажеме од подобра европска иднина за земјата. На 8 мај победуваме на парламентарните избори, ќе ја формираме новата проевропска влада на Македонија и со нас и со председателот Пендаровски, Северна Македонија ќе влезе во Европската Унија. Носителот во четвртата изборна единица Филипче вети високи плати за лекарите. Според поранешниот министер за здравство, власта направила многу за здравствениот систем, иако работите на терен се поинакви. Решение за вработување добиваат оние кои имаат врски. Младите специјализанти работат и втора работа да можат да преживеат. Се плаќа 10.000 евра за приватна специјализација, а се зема 26.000 денари плата. Нашиот план за следните 4 години е амбициозен, но реален и насочен кон клучните проблеми и реформи потребни во здравството. Наша клучна цел е да осигураме дека нашиот здравствен систем е заегнат со експертиза и посветеност. Одливот на кадар е предизвик за целиот регион. Многу од нашите таленти ја бараат својата можност во странство. Веќе започнавме успешен процес на обезбедување европски услови за работа за нашите здравствени работници преку покачување на платите. Со огромни и амбициозни ветувања се расфрлаа и носителите на другите листи. Борба против криминалот и задоволна полиција најави Оливер Спасовски. Лукаревска вети субвенции за станови за млади брачни парови. Носителот во петката Јован Митрески најави реформи во правосудството. Славјанка Петровска вети армија на среќни и задоволни граѓани. Предходно СДСМ ги промовираше и кандидатските листи за пратеници, на кои се најдоа во најголем дел нови имиња. Во партијата имаше големо незадоволство за 20 теми на избрани на Ковачевски, кои ќе имаат сигурно место во парламентот. Конгресот на СДСМ минатиот викенд помина во знакот на кавги, препукувања и борба за повисоко место на пратеничките листи.